Благодарам, господине председавач. Добре, бе, овој амандман кој што го предложивме со колегата Поповски, цел ден некако најде на или предизвика соодветни недоразбирања помеѓу владеачките партии, но не навлегувам во тоа е ваша работа, ваш коалиционен капацитет. Едноставно сакам да предложам едно соломонско решение, кое што нема да биде ниту во прилог на ВМРО-ДПМН, ниту на СДСМ, ниту на ДУИ, туку ќе биде во рамките на интересите на граѓаните на градот Скопје, па и на надвор од градот Скопје, оние кои што гравитираат во тој дел од градот Скопје и Република Македонија, а тоа е да, јас сум убеден да по целокупната оваа дискусија, целодневна, по однос на овој амандман, поради огромниот број недоразбирања што се појавија и при гласањето на амандманот, но и потоа. И можеби веќе колегите пратеници од СДСМ, гледам дека со пратеничката група на ДУИ и на Алијанса на албанците немаме недоразбирања во однос на овој амандман, да колегите, уште еднаш повторувам, од СДСМ веќе се убедени да треба да се прифати амандманот, видоизменет, се работи, еве граѓаните да знаат, од 150 милиони денари го ревидиравме на 4 милиони денари. Сега на процедуралното само да задржиме, да се задржиме само на процедуралното. Јас барам, колега Јован, решение на проблемот. Добро, решението го предложите. Решението е, ако се може, уште еднаш да предеме на гласање, комисиски. Јас сум убеден дека, бидејќи дел од колегите на СДСМ не беа присутни во салата, да помине амандманот без понатаму да ја развлекуваме целата процедура и одредени структури и во собранието, и вие како председавач да дојде до некои несакани дејанија и состојби. Да, беше заменичката, почитуваната министерка не беше тука. Се работи за амандман, веројатно сте вие запознаени со содржината на амандманот, кој што предвидува булеварско решение на делот на сообраќајницата од Момин поток до обиколницата на градот Скопје, односно во делот на индустријската зона Визбегово се работи за индустријска зона. Вие, почитувана министер, ќе доаѓате од реалниот сектор, стопанственик сте и верувам дека на вас малце појасно ќе ви биде, или многу појасно, што значи едно булеварско решение за стопански капацитети, индустријски и трговски, како што ги има во тој дел од Визбегово. Се работи само за 4 милиони денари да се отпочне веќе постапката за едно такво булеварско решение, да почнеме од нулта точка. До кај ќе дојдеме со овој ребаланс, а сигурно понатака и со идниот буџет за 2020 година, тоа ќе го ставиме за буџетот од 2020 година. Но ние да почнеме од одредена точка. Се работи исто така за едно сообраќајно поврзување во голем дел и кон Република Косово и верувам дека ќе излезете во пресред на пред се стопанствениците на реалниот сектор и тој дел од градот Скопје нема да биде едно тесно грло, ќе биде една функционална сообраќајница која што ќе овозможи развој на стопанскиот сектор, на реалниот сектор и отварање на нови работни места. Апсолутно не сакам да бидам сватен дека овдека кажувам во стилот на некое си политиканство. Едноставно, верувајте, ова е сериозно барање од апсолутно сите стопанственици кои што имаат стопански субјекти, кои што се стопански субјекти во тој дел на градот Скопје. Добро беше, господине координаторе, кога со колешката за Туровска, ама вие ми дофрлате се согласивте околу градот Струга, ама сега остајте ние со министерката да продискутираме и таа живее во Скопје. Тука е колегата од аеродром Диме Велковски и останатите колеги. Можеби за вас не е проблем ова, но ова за стопанските субјекти и собственици од градот Скопје, на кои што ние ги представуваме, имаат проблем. И ќе ве замолам да бидеме колегијални во таа работа. Благодарам. Бидејќи